Почитувани, Димитар Ковачевски беше лажно представуван како дипломец на Харвард, а Ковачевски тоа молкум го одобруваше. Но Ковачевски го нема во системот на дипломирани на Харвард. Човек што лаже и премолчува лага за себе, е способен да лаже и да премолчува и одобрува лаги за се понатаму. Почитувани, ако Ковачевски прифаќа лага за своето образование, тоа е само потврда дека блеска за евизмот. Курсот на Harvard Business School трае 3-4 дена. За присуство на курсот нема услови за примање, не се полага приемен испит, ниту пак потоа се полага некаков завршен испит. Единствено се добива сертификат за присуство. И тоа се плаќа, многу се плаќа. Но тоа не дава никаква поврзаност понатаму со Универзитетот Харвард, ниту пак има алумни број, ниту пак диплома, ниту мејл адреса, што е дел од документите на Харвард и другите светски универзитети. За тоа, кој го минал курсот таму, не постои систем, а може да го мине секој со 10.000 евра, колку што тој чини. Ковачевски и без оваа лага беше наметнат во СДСМ, затоа што Заев си постави свој разглас и му ги наполни изборните кутии. И од тука се прашањата што Ковачевски, но и СДСМ сакаа да постигнат со ширењето на лаги за неговото образование. Дали со лажната биографија на Ковачевски се сакаше да се сокрие улогата на пиун и марионета на Зоран Заев, дали со овој заевизам се сакаше да се покрие фаворизирањето во корист на Ковачевски и заевизмот, и дали со оваа лага требаше да се намали значењето на молкот и неспособноста на Ковачевски во Министерскиот кабинет во финансии, додека тонеше и се уште тоне Македонија. Едно е јасно, ако курс се прикажува како факултет, продолжува блескањето на заевизмот. Почитувани, нема полошо од заевизмот, за Македонија нема полошо од СДСМ.